Благодарам. Делумно добив одговор на прашањето, затоа што прашањето беше и ќе го повторам. Дали мислите дека во Македонија се живее добро и дали не мислите дека е време за оставка и за предвремени избори? Значи остана делот од прашањето дали мислите дека во Македонија се живее добро. Во однос на она што го кажавте, ќе ги искористам овие 2 и нешто минути, значи имам дополнително прашање, а тоа е дали председателот на владата мисли дека во Македонија се живее добро. Тоа е делот од прашањето кој што не беше одговорен. Во однос на она што го споменавте, 3 работи сакам да кажам. Прво, по однос на, и нема да избегнам ништо од тоа што беше кажано во одговорот, прво во однос на националните прашања. Македонија доби убедливо најлош предлог кој што било кога го видела и го добила. И никој не е наивен, особено ние кои што подолго време ги следиме работите, нека држава како Франција ќе се дозволи да презентира предлог без тој предлог да е консултиран со двете страни. Всушност, председателот на владата знае многу добро, а ако не знае треба да праша министерот за надворешни, ама мислам дека знае, а тоа е дека неколку пати представници на француското министерство за надворешни работи, како и кабинетот на председателот Макрон престојуваа во Скопје, како што престојува и во Софија. Ако јас тоа го знам, сигурно е дека го знаете вие. Тие не доаѓаат тука на туристичка посета, нити доаѓаат да ги гледаат знаменитостите на Скопје или на Охрид, туку доаѓаат за друга работа. Така што не може да презентираат документ доколку тој со двете страни не е консултиран и од двете страни не е одобрен. Во однос на економијата имаме проблеми кои што се суштински, кои што се структурни и кои што делумно да се поврзани со кризата во Украина, но голем дел и не се поврзани со кризата во Украина и на кои што немаме суштински одговори. Например, вашиот претходник тргна дека Македонија ќе е прва држава која што ќе направи целосна зелена трансформација во енергетиката и на тој начин ставајќи под ризик цели градови како Кичево и Битола во однос на енергетските комплекси таму. За сега наеднаш да се враќаме кон тоа дека ни се потребни и рек Костомеј и рек Битола. Во однос на топлинската енергија, дали имало грешки во минатото, секако имало. Ние како партија имавме храброст дел од тие луѓе кои што стојат позади грешките да ги исклучиме и од партијата. Јас лично излегов и го кажав тоа во јавност. Не знам вие дали ќе имате иста таква храброст да направите такво прочистување во СДСМ. Топло ви го препорачувам, затоа што е добро за здравието на секоја политичка партија. Но, она за што исто така треба да даеме конкретен одговор е како еден транзицијски олигарх од типот на Чифлиганец сега е собственик на топловодната мрежа и производствена мрежа во Скопје. И многу други прашања, но еве да го повторам, клучното прашање дали во Македонија се живее подобро. Благодарам.